Почитувани гледачи, добар ден, 11 јуни, 14 часот почеток на денешното отворено Студио 1. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е Елена Милошевска, со нас ке се дружите до 17 часот и 40 минути во првите три блокови од отвореното Студио 1. Секако, како што е редот на почетокот, предлагам Елена да ги презентира содржините кои што денеска ги подготвивме за вас и со кои што сме сигурни дека ќе го задржиме вашето внимание. Елена, повели. Ти благодарам, Антонио. Добар ден, почитувани гледачи и од мене. Па ајде накратко да погледнеме што е оно што следува на програмата на 1 ТВ. Стандардно во овој прв блок отворено Студио 1 ќе се навратиме на вчерашните гостувања во отворено Студио 1, во дневникот, но и во авторската емисија Лица на колешката Нета Кочишки. Потоа секако 14 часот и 30 минути следува термин резервиран за вестите, кој што ќе ги води колегата Игор Стефановски, и ние потоа се враќаме повторно во отвореното студио во 15 часот и 25 минути. Тема на која што ќе разговараме со нашите двајца гости ќе биде деинституционализација на лицата со попреченост. Докаде е овој процес и што досега е сработено од страна на Министерството за труд и социјална политика, но и другите надлежни институции. Токму на оваа тема ќе ни гостува Владимир Лазовски од Министерството за труд и социјална политика и Гере Трипков од Сдруженијето Еквалити. Секако, по завршувањето на овој разговор ќе не дружи колегата Дејан Андоновиќ, со кој што ќе ги анализираме најновите вести од регионот и од светот. Повторно вестите во 16 часот со колегата Игор Стефановски и веќе добро познатото кулинарско шоу Маја готви. По завршувањето на кујната на Маја, секако се враќаме повторно во отвореното Студио 1 во 17 часот, а и овој пат издвоивме една навистина интересна тема. Повторно во фокусот ќе бидат ставени младите, односно што ќе донесе законот за млади, дали поголема, односно дали осамостојување или сепак поголема зависност. Токму на оваа тема разговараме со тројца гости, со Иван Јованов, Блажан Малески, од Националниот младенски совет на Македонија, и Стефан Андоновски, председател на ВМРО ДПМН во работната представник на ВМРО ДПМН во работната група. По завршувањето на третиот блок отворено Студио 1 ќе погледнеме најинтересни моменти од втората гала вечер на музичкото шоу Звезда број 1, па потоа следуваат нашите ексклузивци. Овој пат ќе се дружите со Кристина и Стефан. Вечерашното студио ќе го води колегата Александар Чумовски, а темата ќе биде актерството не признава јазични бариери. Ќе му гостува актерот и режисер Бајруш Мијако. Потоа во 20 часот следува дневникот со колешката Елена Джугуманова, па поведнаш по дневникот авторската емисија на Гордана Дувњак Правда и неправда, сведоштво за лустрација, местенките, нарушениот углед, семејната драма. Нова тема разговара со Драги Билески и судија. По завршувањето на авторската емисија повторно се враќаме во отвореното Студио 1, повторно ќе го води колегата Александар Чумовски, а темата ќе биде една изборна единица, шанса или пропаст за младите партии. Денешниот ден го заокружуваме секако со вестите во 23 часот, со кое што ќе ги води колешката Елена Джугуманова. Тоа беа содржините, односно работите со кои што денеска ќе се запознаете и кои што ќе може да ги следите на програмата на 1 ТВ како дел од денешното отворено Студио 1. Ние почнуваме со оние најинтересни гостувања од вчерашните отворени студија. Саша Ордановски беше домакин. Секако Македонија полека но сигурно чекори кон Брисел. Тоа е факт и го потврди извештајот на Европската комисија, за кој што владата рече дека е досега најчист и најуспешен извештај. На оваа тема Ордановски разговараше со Александар Цветковски, директор на Асоциацијата за граѓанска толеранција и соработка од Прилеп. Да видиме што кажа Цветковски, кој будно ги следи реформите во Македонија. Требаше некои работи да почнат 1 јуни, како например безбедносните служби требаше по нов тертип да работат од 1 јуни, но сега од 1 септември почнуваат.
Нормално е, Мислам, нормално е. сефте ако доцнат 2-3 месеци, да не доцнат 2-3 години, како што доцнат 20 години. Доцнат многу. Ако земеме безбедносните служби, тие не беа сериозно пипнати од 90-тите години кога беа и безбедносните служби беа инволвирани скоро во сите наши неволји кои ги имавме досега и рекоја со самото идење на новата влада рекоја доста. Ние мораме потемелно да се реформираме, пред се УБК, да го нема прислушкување, да нема полициски овластувања. Сето е тоа со законите, например, премостено, направено е, предвидена е граѓанска контрола, предвидена е парламентарна контрола. Нешто од тоа е спроведено, нешто се уште се чека на правење на тие комисии, колку што ја знам. Повеќето не е спроведено. Значи, тие комисии постојат, но кога ќе појдат во ОТА, видовме дека тие нема што да мониторираат, тие немаат техничка служба воопшто која таму би им стоела диван и би им објаснувала на кој начин, например, тие можат да проконтролираат, например, дали има судски налог за некое прислушкување, затоа што ОТА не прислушкува, така го направија тоа, туку само редиректира да оние кои прислушкуваат од Царинска управа па да завршиме на полицијата. Знам дека вашата методологија, вие следењето на реформите го правите на два начини. Прво, интензивно и длабоко ги проучувате извештаите меѓународни за Македонија, а и самите ги гледате потоа сите, да кажам, снимања, редовни следења, извештаи кои што во самата Македонија по области се произведуваат. Има ли дискрепанца кога за нас говорат странците и кога сами се оценуваат? Голема. Значи, кај нас имате црно-бел свет. Имате од СДСМ соопштение каде што сето цвета. Имате млеко, слушам дека имате тече. од ВМРО слушате хистерија дека ништо нема, не мрднува од нула, државата е пред колапс, пред пропаст и живеат во некои паралелни светови. Сега кого да слушаме? Има невладини организации, мощни, сериозни, кои ги работат раме до рама, ги работат реформските процеси. Но на крајот, кога тие ќе се договорат, пред владата иди сосема друг законски текст кој воопшто не бил претходно договорен. Така. Инаку слушам и од повеќе граѓански организации, владата интензивно се фали со тоа дека е отворена, дека сите процеси ги прави низ процес на дебати, инклузивност и така натаму, но потоа следуваат забелешките дека она што всушност се разговара таму, слабо се вклучува во законските проекти. И вашето искуство е такво? Апсолутно, и самиот процес е таков. Процесот, да речеме, ние знаеме, инволвираните луѓе знаеме дека сакаат да се направат реформите, но од друга страна гледаме ние нешто многу слично на фингирање. Например, 20 стручњаци вие да соберете и да им оставите само пола час да зборуваат, а од секого од нив има владата што да чуе. Тоа се големи личности, не само во невладиниот живот. Добро, на што се должи тоа? Се должи на една неподготвеност, се должи на, како да кажем, на немање желба за правење на вистина за слушање или се должи на препишување на одредени готови веќе стандарди, па тоа им е компликувано да ги прилагодуваат и така. Што е вашето мислење? Што се должи тој пристап на владата? Значи, ние екзактно имаме утврдено дека тоа е една некреативна инерција на јавната администрација. Тие си имаат своји методи. Тие секогаш работеле на подшепнување, дали нештото да успее или не. И тие се статус-кво фактори. Зошто нешто да се промени, кога тие едноставно се богатат, тука се и се што тие во тој процес. Да, еве денеска гледавме дека има едно големо апсење на едно високо државно ниво. Тоа значи дека независно од политичката волја, државната администрација може да ги кочи или да ги... Не е тоа малку оправдување за политиката? Па јас мислам дека сериозно ги кочи. Таму има луѓе кои го знаат процесот. Сепак политичарите не се во јавната администрација. Тие гледаат отстрана. Внатре суштината на јавната администрација се јавно административци и тие знаат како да го закочат процесот. Ете видовте што се случи со закажувањето Советот за судски реформи. Беше исфрлена многу просто Мирјана Најчевска, Гордан Калајџиев си замина сам. Значи тие можат да ви предизвикаат оние личности кои подоцна ќе ви прават проблеми или нема да ја носат законот во насока која вие сакате, едноставно нивте ги нема во тие тела. И на крајот тие што се реформираат, тие кои треба во суштина, на нив се мисли кога ние зборуваме дека имаме проблеми во судството, тие на крајот ќе седнат да ви бидат во тие тела за реформи. Тоа се детски болести, така ни се вика и проектот, детски болести на демократијата.
Да, ние секако продолжуваме понатаму. Она што можам да кажам дека вчера во Дневникот гостуваше Маргарита Цаца Николовска, председател на Институтот за човекови права, кој што се занимава со мониторирање на судскиот совет. Добро е што конечно има кој да врши надзор врз судскиот совет. Ова всушност го изјави Маргарита Цаца Николовска. А исто така можам да напоменам дека всушност судскиот совет како највисоко судско тело ќе формира и тричлена комисија која што под лупа ќе ги стави судиите, односно ќе расправа за евентуалната нивна одговорност. Освен на оваа тема судски совет, Маргарита Цаца Николовска се осврна на општо на актуелните состојби во судството. Па во продолжение гледаме дел од овој разговор. Извршувањето на судските одлуки, за жал, кај нас не го следи судијата кој што учествувал во донесување на одлуки. Меѓутоа, истиот судија сега председател на судскиот совет, токму тоа беше прашањето на колегата Ордановски. Каде што ќе се разгледуваат работењето на судиите? Па, ја мислам дека тој во своето искажување кажа без разлика за кој станува збор, споменувајќи се и себе. Верувате ли дека ќе биде така? Имате ли сила, имате ли моќ? Господинот Здравев делува прилично сигурен во тоа што го говори, меѓутоа вие знаете праксата судска. Не сакам да размислувам за друг пристап. Доволно време беше овој совет затворен. Оваа институција беше неверојатно затворена институција, меѓутоа ја морам да кажам дека и доста негативни однесувања согледувавме и ги кажувавме и се уште ќе ги кажуваме и ќе се бориме. Лично сметам дека сите тие кои што учествувале во таквите несоодветни однесувања, нарочно потребувам термин несоодветни, дека тие лица еден ден ќе одговараат. Најголема борба беше во мониторирањето и понатаму во предлозите кои што ги даваше Институтот за човекови права и кои што на моје задоволство голем дел се прифатија, беше проблемот околу непостоење на законска обврска за одговорност на членовите на судски совет. Значи тие самите да имаат одговорност, не само да испитуваат туѓа одговорност. Значи тоа си е надлежност една, меѓутоа тоа беше единствен орган кој што на некој начин за своето неработење, несоодветно работење, неактивно работење, немаше пред никого одговорност. Сакам да ве прашам нешто друго. Пред малку разговаравме со еден друг колега со кој што разговаравме за реформите. Како е возможно од нашата судска власт, значи тоа е дел од општеството, ако сакате од државната структура, од политичкиот систем кој се именува како власт, никогаш да не протечат предлози за реформа, предлози за закони како да бидат уредени. Тие и сега се предмет на политички иницијативи, на политички, како да ви кажем, уредувања, мешање и така натаму. Зошто таму не може да се консолидира еден авторитет кој што ќе каже не, ние ќе ви кажеме како ќе се прават реформите? Значи, што се однесува до последните законски измени и носење на нови закони, во работните групи учествуваа судиите, одредени судии од да речам од најниските судови па до највисоките, односно до Врховниот суд, некогаш поактивни, некогаш попасивни, така да таа пракса на некој начин се промени во однос на претходното време. Меѓутоа, јас па ќе кажам, не е тоа проблемот, законите вака или така ќе бидат донесени. Добро е да има укажувања. Имаше разни укажувања од сите страни, меѓутоа таму е проблем друго. Проблем е постапувањето во оној дел што е надлежност и на судскиот совет, па ако сакате и на... Госпожа Цаца Николовска, па тоа е суштината на судството. Па апсолутно дека е. Ако е тоа проблемот, тоа значи дека е огромен проблемот, не? Ми спомнавте дека не учествувале. Сакам да кажам дека учествува од една страна, меѓутоа тоа не е таа суштина која што треба другата страна да се гледа. За крај морам да ве прашам, бидејќи ние работиме овдека под штоперица, што се вели. Бидејќи од близко ги следите реформите и обидите за реформи, ако смеам така да кажам, како ви се чини, во која насока одат
очекувате ли дека ќе има некакво побрзо движење? Дали се пресудни отворањето на преговорите со Европската унија за тој процес да се одвива во некаква брзина и насока во која што ќе бидеме многу кратко, задоволни? што се однесува до реформите и од страна на Европската комисија, па мислам дека и од страна на домашната јавност, можеме да бидеме задоволни во оној дел што значи носење на законите. Значи, законска рамка постои, има можности многу да се испитуваат суди, има можности многу да се испитуваат и работата на членови на судски совет. Ќе биде потребно да се види како сето тоа ќе се реализира во пракса. Не можам да кажам како тоа ќе оди, меѓутоа, едно сум сигурна дека Институтот за човекови права во таја насока ќе ги прави сите тие напори што и досега ги прави. А економијата е една од гранките за кои што граѓаните се најмногу заинтересирани. Токму на ова тема во отворено студио 1 вчера гостуваше и вице-премиерот задолжен за економски прашања Кочо Ангјушев, секако повторно кај Саша Ордановски разговара за реформите и политиките кои што се применуваат во економската политика во нашата држава. Според Ангјушев, многу е важно бројките кои што се споменуваат во последно време се резултат на реалната економија. Ангјушев вели дека нивните функции се минливи, но стратегиите кои што се прават за економијата се долгогодишни и треба да дадат на крај резултати кои што ќе ги почувствуваат граѓаните. Да видиме дел од разговорот на Кочо Ангјушев со Саша Ордановски. Мене ми е жал што се уште има луѓе кои што негативните вести за нив се позитивни вести од нивни аспект гледано. Јас мислам дека тоа што е добро треба да се каже дека е добро. Тоа не значи се дека е добро. Меѓутоа некои работи се факт дека се добри. Ајде да тргнеме од тоа што е лошо. Што е лошо, кажете ми? Па видете, она што е лошо и што мислам дека Бидејќи јас имам неколку подпрашања, но сакам да чујам вашиот самокритички пристап. Видете, тоа што е лошо и што мислам дека треба да брзо действуваме на тоа поле, тоа е да го подобриме образовниот систем, бидејќи образовниот систем со тек на време ќе стане ограничувачки фактор за развојот на економијата. Заради тоа што го бара економијата, веќе све потешко и потешко се наоѓа на пазарот на работна сила, а ние мораме да најдеме начин како тоа да го трансформираме. Од 180.000 невработени во Македонија, 105.000 се со основно или средно образование. Не, точната бројка е следна. Значи, во моментов невработеноста нели падна на 17,8%, и тоа е исто факт. Добро. Бидејќи се запослија, како што ви реков, над 49.000 луѓе. Меѓутоа, тие што останаа, тие се веќе некаде околу 170.000. Од тие 170, или ќе ви ја кажам последната анализа што ја знам прецизна, кога беше 19,4% невработеноста, тогаш 185.000 луѓе бараа работа. Од тие 185.000 луѓе, 105.000 беа активни баратели на работа. Значи 80.000 луѓе, тие се тие кои што не знаеме каде си, зошто не бараат работа, можеби не се и во државата. Сега, од тие 105.000, што ако земете од невработеност е околу 11%, 50% од нив се со основно или без образование. И сега за нив мора да измислите други мерки. Не можете, во кој образовен систем ќе го ставите тој што е со основно образование или без образование има 35 години. Значи, тој може само да го преквалификувате, ама ние сме мала држава. И како мала држава, колку паралелки и каде ќе ги организираме? Затоа им дадовме на компаниите, издвоивме 20 милиона евра во буџетот, и им дадовме на компаниите пари и им викаме преквалификувајте си го вие за тоа што ви треба, а ние ќе ви платиме 6 месеци плата за тој човек за да не биде на ваш товар, само да го решите и вашиот проблем, да најдете работна снага, ама и неговиот проблем на граѓанинот да го едуцирате. И кога видите, знаете што е суштинската слика и вистинската слика, кога ќе земете, има уште една анализа, од тие 105.000, 42% се над 50 години. Сега, тоа е исто важно. Знаете, тие луѓе дел се на вистина невработени, технолошки вишек останале без работа и така натаму. Дел се дел од сивата економија, тоа е точно, да. Знаете, заради тоа што дел од тие луѓе се тие кои што
продаваат на зелени пазари, таксисти, оние кои што одржаваат градини, кои што доаѓаат дома и молерисуваат, плочки, леп. Тие луѓе некаде 15 години направиле стаж и сега тие веќе оствариле значи услови на пензија кога ќе наполнат 64 години, тие не се заинтересирани да работат официјално, али ги користат бенефициите што ги имаат во агенцијата за вработување со нивното пријавување. Тука треба да се најде механизам. Значи, колку е проценката дека е реалната невработеност? Па видете, вие кажавте 1%, да не го сега јас ќе го кажам прецизно. Значи, ако земете дека овие 105.000 се околу 11%, и ако земете да ги извадите овие, значи, да речеме 42% што се над 50 години, не може сите да ги извадите, ама да речеме еден дел од нив да извадите, мојата проценка дека реалната невработеност е некаде помеѓу 70 и 80.000 граѓани во нашата држава, но има една друга анализа што е исто интересна. Правена е анкета на 3100 компании, значи не сите, само 3100 компании, над 7 вработени, и од нив 1800 веднаш би запослиле, значи оваа година, 18.000 луѓе. Значи, пазете, не се тоа сите компании. Ако невработеност е меѓу 70 и 80.000 граѓани, во тој случај 1/4 од таа невработеност би се решила годинава, ама ако најдат тоа што бараат, а што бараат? Во високото образование бараат инженери углавно, машински, електроинформатичари, технолошки, технички кадар. Во средно-технички, значи во средно училиште бараат средно-технички училишта, а во занаетите бараат возачи, ракувачи на градежни машини, плочкари, заварувачи, оператори на ЦНЦ машини и така. И тука ние мораме како општество да најдеме сила да го смениме менталниот склоп. Значи ние како ќе го решаваме тој проблем? Овие што се сега невработени а возрастни, тие нема друго освен со преквалификација, и го кажав механизмот. Меѓутоа мораме да го смениме и образовниот систем. Па сега во средно училиште да направиме паралелно покрај гимназија, каде што треба се намали бројот, средно-техничките училишта што од септември веќе се зголемува нивниот капацитет и од следната година да се воведе масовно дуално образование. Така, ние продолжуваме понатаму. Уште една авторска емисија, односно уште едно издание на лице, уште една интересна животна приказна. Овој па станува збор за една млада жена од Јужна Африка по име Клер Мекфарлен, која што всушност гласно и отворено зборува за тоа дека била жртва на сексуално насилство, но и дека 16 години била заглавена во судските лабиринти во Франција. Сепак, по толку долг период, правдата излегува на виделина. Во продолжение да погледнеме дели од оваа трогателна и интересна приказна. I'd actually, to be more specific, I had immigrated to Australia already from South Africa when I was 16. So I finished high school and started university in Australia. And I was 19 years old then and needed a change. I needed to see new horizons, and an opportunity to go and study in France came about. And so I embarked on this adventure. And also what for me I define as quite a coming of age, because I was on my own, I was self-funding, but I fell in love with life in Paris, and I was studying fine arts and also working because I was self-funding my studies. And it was started out as an amazing experience. Немилиот настан кој што ти го одбележува животот, барем досега некако, јас не знам како ти се чувствуваш, но веројатно ти е животот пред и животот после преживеаното сексуално насилство. Ајде да се осврнеме на тоа што се случува тој ден или таа вечер кога си нападната. As I said, I was working and studying, and I worked in a bar in Paris in quite a lovely area. It's the 5th arrondissement. It's an area full of students because lots of universities, lots of locals as well. There's a market at the bottom of the street. So a very kind of community-based environment. And I had finished work that night. We normally finish around 3 a.m. And I decided I wanted to go home. My colleagues had carried on to have a drink, but I went to go and walk to get a taxi. But I didn't make it to the taxi that night. As I was walking down a street that I walk down every day, this man came and grabbed me, and he actually immediately tried to kill me. I fought instantly, so he wasn't able to physically overpower me in the beginning, but unfortunately I realized I was
in the stronghold of a very professional expert in what felt like martial arts or something like this. He had me in holds. It was very difficult for me to actually defend myself, but I struggled however I could. And then I very quickly began to notice that he was armed. I saw a knife in his hand. I saw a can of mace. Mace is the pepper spray that often they say women should carry to keep themselves safe. And the irony is he had it in his fist to punch me harder. And so as I was struggling, the violence was elevating. He was screaming at me to shut up. He was hitting me very hard in my face. And eventually there was this moment where I fell to the ground. And that for me was a very, I'd say almost scary moment. He grabbed me by my neck and strangled me and began to strangle me, and that's when I thought I was going to die. I truly thought it was the end of my life, and I lost consciousness. And this didn't last for very long. I actually woke up, what I think is a few minutes later, and he was actually dragging me along the ground by my hair and taking me down a passageway that linked to another street. I had remembered something from my last year in high school, which was in Australia, and this was a self-defense course, and they had talked about other techniques that weren't violent techniques to escape an attack, and that was to talk to your attacker. And so that's what I did. In the time of thinking about this, he had already taken me into a space off the streets. He'd already ripped off my clothes and had begun to rape me. But I had just in my head been thinking about what can I tell him, what can I say? And I said to him I was sick and I was dying. And this shocked him. I could see he didn't want to believe me, and so he began to become violent again and hit me. He showed me he had a gun. He said, I'm going to shoot you, kill you. But I just kept talking. I just thought, this is my only way. I mean, how else do I don't want to die here. And so I just went into the story. I shared personal details of my life. He was actually from Africa, from French part of Africa. So I told him I was from Africa, things like this. And that started to change slightly change the dynamic. And I became, what many say is I became human. I no longer was this object that he was hurting. And it's what saved my life that night. He actually walked away from the scene after he raped me and left me alive. Ова беше дел од гостувањето на Клер Мекфарлен во авторската емисија на Анита Кочишки лица. Може да ја погледнете на 1tv.mk. Пред да се одјавиме, да повториме за тоа што може да очекувате во следните два блока со мене и со Елена. Во 15 часот и 25 минути разговараме на тема деинституционализација на лицата со попреченост, докаде овој процес. Ни гостува Владимир Лазовски од Министерството за труд и социјална политика и Герет Рипков од Сдружение Еквалити. Во 17 часот разговараме на тема што ќе донесе законот за млади, осамостојување или поголема зависност. Разговараме со Иван Јованов, Блажен Малески и Стефан Андоновски. Тука е време да се одјавиме од овој прв блок Отворено студио 1. Така, вие останете на програмата на 1, бидејќи освен овие два разговори, секако ќе ви понудиме уште многу интересни содржини на програмата на 1. Денеса во продолжение следуваат вестите со колегата Игор Стефановски.